Во земјава се повеќе жени од немнозинските етнички заедници се охрабруваат да отворат сопствен бизнис и да се вклучат на пазарот на трудот. Вклучувањето на овие жени во повеќе проекти работилници им овозможува подобрување на работните и комуникацијските вештини. Еден од тие проекти е Таа гради иднина, преку кој 44 жени од ромска националност имаат можност да посетуваат бесплатни курсеви и професионална пракса во неколку државни установи и приватни фирми. На овој начин жените ќе станат поконкурентни на пазарот на трудот и ќе станат активни баратели на работа, што до сега не беше така, вели Драган Перич од невладината Кер Дојчланд Луксембург. На нивоу целог проекта тренутно 170 жена у 5 општини. Со проектот се офатени 170 жени од 5 општини кои посетуваат бесплатни курсеви за козметичарки, фризерки и друго, кои на крајот од месецот ќе добијат дипломи за успешно завршен курс кој подоцна ќе им помогне да најдат соодветно вработување. Професионалната пракса во Штипскиот здравен дом на Ваџиде Шерифова, која има завршено средно медицинско училиште, ќе ја овозможи во иднина да стане дел од тимот медицински сестри во патронажната служба. Мојата улога е да одиме на терен и да им се помага на припадниците од ромското население со вадење на документација, проверување на документација која што ја немаат, вакцинации на децата, кои се биле на училиште кои ја одат и со колешките од Фондот за здравство им помагаме да се извадат сите потребни документации. Мојата крајна цел е секако да останам на работа и се надевам дека ќе успеам во тоа. Овој проект ја овозможи остварување на сонот и на младата Шидем Шекирова за отворање на сопствен фризерски салон. Да одам курс за фризерско студио. Сега одам на курс да си земам сертификат, диплома, да се отворам мој собствен бизнис, за да озбедам собствена екзистенција. Проектот Таа гради иднина е финансиран од европските фондови и има за цел како зголеми процентот на жени на возраст од 20 до 40 години да се вработат преку ваквите професионални обуки. Истиот се реализира во 5 општини, меѓу кои и во Штип. Од вкупно 250 жени вклучени во проектот, околу 60 се вработиле, а зголемен е и процентот на жените кои од пасивни станале активни баратели на работа.